да кажеш дека си демохристијанин и да се сликаш по цркви и да кажеш дека веруваш во Господ и да кажеш вакво нешто и да се однесуваш вака пред цела македонска јавност. Ја мислам дека не постои човек во Македонија кој што вечерва не е згрозен од денешната изјава на министерката. Има милион луѓе кои што од најразлични причини не можеле, не успеале, можеби не го нашле вистинскиот човек и не успеале да оформат семејство. Но ти тоа да го користиш како аргумент на собраниска седница затоа што не ти се допаѓало како пратеничка ти го поставила прашањето, мислам дека нема друго дно после ова. Мистерката Димитриевска Кочовска познавам и лично, но знам дека како жена у политиката имаше многу луѓе кои што некоректно кон нејзе се однесуваа. На сличен начин како што таа денеска се однесуваше кон Славјанка Петровска. И мислев дека поучено од тоа каков бил односот кон нејзе, ќе има малку повеќе чувство и емоција и емпатија да не го прави истото кое што и го правеле на нејзе. Но очигледно е дека цело ова раководство актуелно на ВМРО ДПМН е максимално фрустрирано од сопственото минато и ја користи моќта и позицијата и власта за да ги исфрли сите можни фрустрации кои што ги насобирале во текот на целиот свој живот. Ги навреди луѓето општо, и мажи и жени, има и мажи и жени кои што останале од различни причини без семејства или не можат да формираат семејство од објективни медицински било какви причини. Тоа е забегано. Ти да го збориш на тоа. Особено заради тоа што Гордана Димитриевска Кочовска ја знае семејната трагедија на Славјанка Петровска. И да си толку кнен, да си толку мизерен, долен и болен, на јавна сцена да го кажеш тоа, на собрански прашања заради тоа што ти си се изнервирал во моментот те фатила хистеријата, ти треба потхитно да си поднесеш оставка.